Активностите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН продолжуваат понатаму. Денеска во населба Сењак заедно со локалната комисија за здравство се организираше мерење на крвен притисок и мерење на крвта на граѓаните, а воедно најавија и министретба со граѓаните закажана во 20 часот за денес. Денешниот настан во населбата Сењак, почнуваме со локалната комисија за здравство, со мерење на шекер во крвта и мерење на крвен притисок на нашите сограѓани. Потоа продолжуваме во сите домови во населбата Сењак и вечерва во 20 часот имаме мини средба со нашите сограѓани. Дошко истакна дека платформата 1198 ја предвидува и до изградбата на клиничката болница во Штип, која што била започната од нив, а истата стагнирала 7 години. Исто така најави и 500 вработувања во здравствениот систем во државата. Поточно, во платформата ВМРО ДПМН се обврзува дека ќе ја доизгради клиничката болница во Штип, поточно клиничката болница која што обслужува околу 300.000 наши сограѓани од Истокот. За жал мораме да констатираме дека ВМРО ДПМН ја започна, имаше период од 7 години каде што изградбата стагнираше и ВМРО ДПМН ќе мора да ја заврши клиничката болница во Штип и при тоа најавуваме 500 плюс 500 вработувања во здравствениот систем, поточно 500 вработувања на дефицитарни кадри во здравствениот систем во Република Македонија и 500 вработувања или работниот однос на луѓето кои што веќе работат во клиничките центри и не е регулиран, ќе биде регулиран од страна на ВМРО ДПМН. Во периодот кој што следи за 8 мај се најавени и вториот круг претседателски парламентарни избори. Во трката за претседател на државата се борат професор Гордана Силјановска-Давкова од ВМРО ДПМН, како и кандидатот Стево Пендаровски од СДСМ.